Добро утро и Божи благослов на сите. Даниела зборуваше за простувањето и дека секој си прави папка или список на оние кои што ни изгрешиле. Јас пробувам да ја најдам папката што ја чува за мене, ако успеам, ќе ја запалам. Верувам дека веќе ми има простено, но да се нашалеме. Ние зборувавме за 5 работи со кои што треба да го почитуваме Бог. Започнавме серија на проповеди пред неколку недели и сега стигнавме до крајот. Зборевме за тоа дека треба да го почитуваме Бог со нашето време, секогаш да имаме време, да одвојуваме време за Бог и тоа е начинот со кој што го почитуваме. Бидејќи рековме дека оние луѓе кои што ни значат во животот, за нив секогаш наоѓаме време. И ние најчесто кога некој нема време за нас, ние што му велиме? Ти не ме ни почитуваш. Да имаш време за мене, ќе покажеш дека ме почитуваш. Второ нешто рековме дека треба да го почитуваме Бог со нашето срце. Треба најнапред срцето да му го предадеме на Бог, да му припаѓа на Него. Трето нешто зборувавме дека треба да го почитуваме Бог со нашите таланти, дарби, способности, да ги употребуваме за Негова слава. И последниот пат зборувавме за тоа дека треба да го почитуваме Бог со нашето тело. Како со нашето тело се однесуваме во овој свет и што правиме со нашето тело, исто така покажува колку го почитуваме Бог како наш Творец кој што го создал ова тело. И денеска стигнавме до последното нешто, намерно го зачував за крај, затоа што некако најосетлива тема е, најстрашно звучи, да го почитуваме Бог со парите, со нашите пари. Кога станува збор за парите, некако сите сме осетливи. Но да бидеме искрени, на сите нас ни значат парите. Нема човек кој што ќе каже, може би се правиме на сила духовни, ако кажеме, мене парите ништо не ми значат. Мене парите не ми требат. Не е точно. Парите не прават да станеме рано на сабајле да мораме да одеме на работа. Заради парите понекогаш правиме компромиси. Парите прават да го трпиме шефот кога ни црка на работа и ни вика, ајде ќе го издржам, ми требат пари. Парите ни се важни на сите нас, но од друга страна со парите и покажуваме љубов кон другите. Бидејќи кога ние за нашите деца сакаме да направиме нешто или да им покажеме дека ги сакаме, ние взимаме од парите и даваме нешто што на нив им треба. Така да парите се важна тема и толку важна што Исус половина од неговите параболи за кои што зборуваше ги употреби за да зборува за парите и за богатството. Затоа сметам дека е важно на оваа тема да зборуваме и денеска. Но пред да навлеземе во темата, јас сакам да пуштам едно кратко видео на кое што случајно налетав, кога зборуваме за парите во црквата. Како луѓето си замислуваат дека ние се однесуваме кон верните или сакаме тие да реагираат по прашање на парите. Кога станува збор за парите и давањето. Ајде да го погледнеме краткото видео, малку да се насмееме, па ќе продолжиме. Why don't you just take my blood? Yes, I would. Никој не се смееше докато гледаше видеото. Не ни е баш да смеа. Но луѓето многу пати сметат дека вака се однесуваме во црквата кога станува за парите, дека сакаме да им го иседиме и последниот денар кога некој ќе дојде во црква и мислат дека постојано темата е парите, сакаме само да зборуваме за тоа. Причината зашто и денеска ќе зборуваме за парите не затоа што сакаме да ви ги земеме вашите пари, него затоа што сметаме дека е важна тема и треба да научиме правилен пристап како христијани кон парите. Ајде да почнеме од самиот почеток. Денеска нема да имаме PowerPoint презентација, но можеби затоа ќе се фокусирате повеќе на оно што ќе го зборувам. Во претходните проповеди зборувавме дека нашето срце треба да му припаѓа на Бог, нашето тело му припаѓа на Бог, но знаете ли дека и нашите пари му припаѓаат на Бог? Библијата ни кажува дека се што поседуваме, сето наше богатство, дека се
сушност му припаѓа на Бог. Ако читате во книгата Аге, 2 глава, 8 стих, Бог вели и среброто и златото е мое. Понатаму во Прво летописи, 29 глава, кога цар Давид дојде да го слави Бог во храмот, затоа што го изградија и донесоа многу сребро и злато, тој рече вака: се што е на небото и на земјата, Господи, Твое е. Твое е царството, богатството и славата. Ти си владетел над се. Од Тебе е се што имаме и се што имаме добиено е од Твојата рака и Тебе Ти го даваме. Се е Твое. Овде цар Давид ја нагласува токму таа вистина, дека ние се што имаме од Него сме добиле и се всушност е Негово. Кога ние доваѓаме пред Бог, кога ние стануваме христијани, ние мораме да научиме дека ние се предаваме на Него со се. Му го предаваме на Него нашето срце, но и се што ние имаме е Негово. Со се му припаѓаме, заедно со нашето богатство, со нашите пари, со нашето тело, нашето време му припаѓа на Бога. И тука ги вклучува и парите. Има еден интересен пример за некој човек кој што бил богат, но бил скржав. И еден ден и овој човек се обратил кон Бога, се покајал, го прифатил Исус за спасител и станал христијанин и решил да се крсти. И кога влегувал во водата, забележал дека заборавил да го извади часовникот. И му рекол на пасторот: леле, пасторе, почекај да го оставам часовникот да се крстам. И пасторот на шега му рекол: па добро, не е лошо да го крстиш и часовникот, на тој начин и твоето време ќе му припаѓа на Бог. И тогаш човекот се замислил малку и рекол: ако е така, почекај да земам нешто. И излегол од водата и по една минута се враќа назад и со себе го носи новчаникот. И пасторот зачуден вели: што е работа, зошто ти треба новчаникот? Па рекол: сакам и новчаникот да го крстам кога ќе влезам во водата. Сакам и моите пари од сега да му припаѓаат на Бог. Интересна метафора, нели? Интересно размислување. Не дека ако го ставиме новчаникот во водата, тоа ќе го физички ќе смени нешто, но символично има во тоа една вистина. Кога ние се крштеваме, ние правиме завет со Бог дека му припаѓаме на Него, и дали тогаш на вистина сме одлучиле да му припаѓаме на Него со се, со нашето време, со нашите пари. Дали кога се крштеваше, ти всушност го крсти и твојот паричник? Дали одлучи: Господе, од сега и моите пари се твои, ти припаѓаат на тебе? Колку од нас сме се уште со некрстени паричници? Колку од нас се уште не сме спремни паричникот да го крстиме и него и да му припадне на Бог? Но ова е првата лекција кога станува збор за парите. Но кога велиме дека се му припаѓа на Бог, па дури и нашите пари, тоа не значи дека сега треба сите пари што ги имате да ги донесете во црквата и да кажете: на, еве, ги давам. Ова само ни ја кажува вистината дека ние сме настојници, а не собственици на она што го имаме. Па дури и нашите пари. Знаете, кога работите во банка, низ вашите раце минуваат огромна сума пари, оние што се службеници во банката, но дали тие пари се нивни? Не. Тие само располагаат со парите. Тие пари всушност не се нивни, тие работат со нив. Исто и ние во животот, оние работи со кои што работиме, па дури и парите што ги имаме, ние сме само настојници на тие пари, ние сме управители. И затоа, кога Исус зборуваше во параболата за настојникот, тој таму сподели еден пример дека настојникот работел со парите на господарот и си стекнал пријатели. И на крајот Исус вели: така и вие стекнувајте пријатели на земјата со несправедливо богатство или со богатство што не е ваше, за да може потоа да имате во Царството Небеско. Исус овде сакаше да ни каже дека ние сме управители со парите што ги имаме и со нив треба да располагаме мудро или за Божја слава. Така да, тоа е идејата. И сега, како да го направиме тоа нешто? Кога велиме ние со парите
треба да го почитуваме Бог. Со нашите пари треба да искажеме почит кон Бог. Како на дело да го направиме тоа нешто? Прво нешто, Библијата ни учи дека нашите пари не треба да ги користиме себично или за нанесување на срам на Божјото име. Има една поговорка, вели, кажи ми каде и на што ги трошиш твоите пари и јас ќе ти кажам кој си. На што ги трошиш твоите пари и јас ќе ти кажам кој човек си или каков карактер си. И ова е вистина. Од она што ние дознаваме за луѓето на што трошат пари, ние знаеме какви луѓе се тие. Исус на едно место вели, каде ти е богатството, таму ти е срцето. Ова значи дека Бог очекува нашите пари да не ги даваме за нешта кои што него не му се угодни. Да не ги вложуваме во нешта кои што знаеме дека се греф. Да не ги трошеме на работи кои што се погрешни. Исто така, Библијата ни учи дека ако Бог не благослови со пари, очекува да не живееме себично и да ги трошиме само за себе. Затоа е важно како располагаме со парите. Исус во една прилика ја сподели параболата за еден човек на кој што нивата му беше родила многу. И овој човек се збогати. Тој веќе имаше амбари, но тие амбари веќе не го собираа житото, и тој размисли и рече, знам што ќе направам. Ќе ги урнам овие на амбари, ќе изградам уште поголеми и сето жито ќе си го чувам за себе и ќе си кажам, душо, сега имаш за многу години, јади, пи и уживај. Но Исус во параболата рече, но Бог му се јави и му кажа, безумниче, уште вечерва ќе ти ја земам душата и сето тоа кому ќе му остане. И како заклучок Исус, ако читате, вели, така и вие собирајте богатство на небото, а не на земјата. Поентата на оваа парабола беше дека ако Бог не благословил да имаме повеќе, не треба да бидеме скржави и да се чуваме само за себе, туку да учиме со тоа богатство, со тие пари, да помагаме и на другите. Да не живееме себично. И затоа Исус овде го укори овој човек во параболата кој што сакаше се да задржи само за себе си. Исто така е важно да не дозволиме парите да ни станат Бог. Или една поговорка вели, треба да парите бидат наш слуга, а не наш господар. Ја сваќате поентата, нели? Која е разликата? Често пати луѓето го поставуваат важното прашање, дали парите се добро или зло? Што мислите, дали парите се зло? Парите не се ниту добро, ниту зло. Дали ќе бидат добро или зло, зависи каков став ние зазимаме спрема нив. Зависи од тоа како се однесуваме кон парите и дали ќе дозволиме парите да го запоседнат нашето срце. Парите стануваат зло кога тие ги претвараме во наш господар. Стануваат зло кога парите стануваат Бог во нашиот живот. Стануваат зло кога тие стануваат примарна цел во нашиот живот. Наместо да ни бидат само средство за постигнување на целите. Во Марко 4 глава Исус зборуваше за една парабола за семе кое што е посејано на различна нива. Но Исус овде зборуваше всушност за нашето срце или за луѓето како го примаат Словото. И за една од тие ниви или за едно од човечките срца Исус даде објаснување зошто семето таму не нашло плод. Вели, таму семето паѓа, но светските грижи и желбата за богатење, вели, го загушуваат Словото и тоа останува без плод. Овде Исус ни кажува дека постојат христијани или луѓе кои што го слушат Божјото Слово,
Но кај нив постои таква силна желба за богатење и љубовта за парите кај нив е толку голема, што словото е загушено во нивното срце. Или кажано поинаку, поважно им е да трчат да прават пари, отколку да го своето срце посветат на Бога. И заради тоа нешто овде парите или љубовта за парите станува зло. Во овој случај парите знаат да го оддалечат човекот од Бога. Затоа Исус на едно место во Матеј 6 глава вели: не можете да служите и на Бога и на Мамона. Мамон во тоа време бил богот на парите или богот на богатството. И денеска во многу преводи кога се преведе овој текст вели не можете да служите и на Бог и на парите. Треба да одлучите на кого ќе служите. Не може истовремено и парите да бидат твој Бог, а и да кажеш дека Исус е твојот Господ. Затоа е важно да одлучиме што ќе има примарно место во нашето срце. Во Матеј 16 глава Исус вели: зашто каква е ползата на човекот ако го придобие целиот свет или сите богатства на овој свет, а душата своја ја загуби. Ово укажува на една важна, но и страшна вистина, дека е можно човекот во трка по парите, во трка по богатство, дури да си ја загуби својата душа. Можно е парите да ни станат толку многу важни, богатството ни стане толку многу важно, што тие ќе не оддалечат од Бога. Токму затоа, на прашањето дали парите се добро или зло, зависи од тоа како ги третираме. Каков е ставот на нашето срце кон нив. Дали сме дозволиле тие да станат Богот во нашиот живот. Дали сме дозволиле тие да бидат нашата надеж. И секој пат постои искушението, особено кога ќе имаме повеќе пари, постои искушението да ние почнеме да се подпираме на нив или да почнеме да ги љубиме нив повеќе отколку да го љубиме самиот Бог. Затоа во 1 Тимотеј апостол Павле, кога упатува порака до црквата, знаејќи дека во таа црква постоеле богати христијани. Слушнете што вели тој. Вели: предупреди ги богатите кои што се кај вас, да не ги обзема горделивост, ниту да се надеваат на своето богатство, кое што лесно може да го загубат. И каже им да се подпираат на Бог, кој обилно ги дарува и им дава се што им е потребно за да уживаат во животот. Советувај ги да прават добри дела, да помагаат, да бидат дарежливи, решени да го делат со другите она што го имаат. Павле овде упатува една многу јасна порака. Советувај ги оние кои што се богати помеѓу вас, да не се надеваат на богатството. Зошто? Затоа што вели може да го загубат. Богатството денес го имаш, утре не. И ако се надеваш на богатството, а не на Бог, ти веќе си на погрешен пат. Рековме дека има неколку работи што мора да ги научиме за парите. Прво нешто, кога станува збор за парите, ние сме само настојници. Тие ни се доверени од Бог и треба со нив да управуваме мудро. Да не ги користиме за работи што се погрешни, да не ги користиме да подржуваме нешто што на Бог не му е угодно. Понатаму не треба од парите да правиме наш господар, туку тие треба да бидат наш слуга. И трето нешто, со парите треба да служиме за напредок на Божјото царство и за прославување на Божјото име. Пак ќе кажам, ова не значи дека ние немаме право со нашите пари да ги користиме за нашите потреби. Но како добри управители на секојаш треба да си го поставиме прашањето дали она за кое што ги трошам парите му е угодно на Бог, дали го прославува Божјото име. И дали јас со моите пари исто така се обидувам да го подржам Божјото царство, дали помагам за напредок на царството Божјо. Кога нашите деца обично ни бараат пари, ќе дојдат дома и ќе ни кажат, нели, тато, дај ми 100 денари. Кој е првото прашање? Зашо ти требат? Нели тоа ги прашуваме? И ако ни кажат за нешто што го сметаме за глупост, па сакам да си купам чипс, не може.
Не знам, или замислите, ни кажат, па сакам да си купам пиво. Не може. Сакам да одам у касиното. Не може. Ама ако ни кажат нешто што сметаме дека е добро, тогаш ќе му ги дадеме. Па дали ние кога ги трошиме парите, исто така размислуваме на дали онаш за кое што ги трошиме е угодно на нашиот небесен татко? Дали тој би одобрил кога за нешто размислуваме зашто и како да ги трошиме? И исто така дали сме спремни со нашите пари да инвестираме во Божјото царство? Кога станува Бог за тоа за што треба да ги даваме нашите пари, Библијата ни дава неколку насоки и упатства. Кои се работите во кои што Бог благоволи, во кои работи Бог всушност се радува да ние ги инвестираме нашите пари. Во Изреки 19 глава, например, вели кој му помага на бедниот, тој му позајмува на Господа. Или кој решава да со своите пари благослови некој кој што е сиромав, да му помогне, вели тоа исто како да му дава заем на Бог. Како Бог да сака да ни каже, го гледаш ли овој човек? Ај моментално јас не го носам паричникот, дај му ти колку треба, па јас ќе ти вратам. Дали сме спремни во тој случај да кажеме, добро Боже, нема проблем, знам дека ќе ми вратиш, еве ќе помогне. Или кажеме, а од кај да знам дека Бог ќе ми врати? Понатаму во 1 Тимотеј, 5 глава, апостол Павле овде зборува дека оние кои што служат на Бога заслужуваат да бидат помагани од црквата, да бидат помагани од браќата и сестрите. И како објаснување тој вели работникот ја заслужува својата плата. Оној кој што работи за Господа заслужува, вели, да биде помаган. Во 1 Коринтијаните апостол Павле вели, ние кои што посадуваме во вас духовни добра, зарем е голема работа ако за возврат ги добиеме вашите материјални добра. Павле зборува за себе си како Божји работник, кој што вели се трудиме околу вас цело време и ние во вас нашите духовни добра ги даваме, зар не заслужуваме да бидеме наградени со материјални добра? Често пати пасторите и проповедниците во црквата се критикувани како некои кои што ги бараат парите од верните и дека сакат само да им ги земат парите. Доброто е што во Македонија во најголема мера, не знам добро е или како да го наречам, во најголема мера пасторите и проповедниците не се издржувани од самата црква. Ние добиваме финансиски донации и помош можеби од други извори, од други места. Но што ако црквата треба да се грижи за духовниот работник? Што ако црквата треба да се грижи за пасторот и за проповедникот? Дали е тоа погрешно? Библијата кажува дека оние кои што го инвестират духовното во вас, го заслужуваат материјалното. Ако го праќате вие вашиот син да оди на некаков курс, да го праќате на час по англиски јазик и тоа таму учи, или го праќате на фудбал, на некаков спорт, обично заедно со тоа има некаква месечна, како да кажам, тарифа, нели? Треба на тренерот да му платите, на учителот треба да му платите и никој не прави проблем од тоа. Ние велиме, па да, заслужува, тој го учи моето дете, го научи на англиски, го научи, не знам, на овој спорт и нормално е да треба на тој човек да му се даде некаква награда. И овде за тоа нешто зборува Павле. Тој кажува дека ние треба да со нашите пари всушност го помагаме Божјото дело и Божите работници. Понатаму читаме во Галатјаните 2 глава, кога Павле зборува за тоа што треба да прават како христијани, тој вели, од мене се бараше да не ги забораваме сиромашните, за кои што јас и досега ревносно се грижам. И ова се некои од насоките кои што гледаме дека Библијата ни укажува кога станува збор за тоа како го почитуваме Бог со нашите пари. Библијата ни кажува дека нашите пари можеме или треба да ги инвестираме за Божјото царство. Со нашите пари треба да го помагаме Божјото дело, Божите работници. Со нашите пари треба да ги помагаме сиромашните,
бедните, оние кои што се во потреба, и тоа е оно што му е угодно на Бог. Бог вели, јас сакам како мој слуга во тоа нешто да ме почитуваш. И ако го правиш тоа нешто, ти со твоите пари искажуваш почит кон мене. Има и една друга работа кога станува збор за богатството и за парите. Мојот пастор Будимир Јакич знаеше да каже: јас верувам во небесна плата или небесно богатство. Библијата учи дека постојат два вида на богатство: земно или небесно. Повеќето од нас, па дури ние како христијани, се врзуваме за земното богатство. Ние гледаме додека сме на земјата, што е можно повеќе да создадеме земно богатство. Што е можно поголема сметка во банката да направиме, да имаме поголема заштеда, да собереме повеќе пари, ако е можно да изградиме поголема куќа, па ако успееме да купиме и некој стан, еден, два, да купиме поголема кола, да имаме некаков имот, не знам, нива, што и да е. И сето тоа е земно богатство. Но проблемот со земното богатство е што тоа е привремено и ние не можеме да го земеме со себе. Колку и да имаме напластено, еден ден ќе мора со него да се збогуваме, еден ден ќе мора да го оставиме и да го препуштиме на некој друг, нели? И не можеме да го задржиме за себе. Тоа ќе го наследи некој друг, можеби нашите деца, можеби сосема некој друг. Но Библијата учи дека постои и небесно богатство, кое што е нераспадливо. И тоа богатство е многу поважно, затоа што тоа богатство е вечно. Со него ќе располагаме откако ќе заминеме од овој свет. Сега, колку ќе имаме на контото на небото, колку ќе имаме небесно богатство, знаете ли од што зависи? Зависи од тоа како располагаме со нашето земно богатство. Или колку од нашите пари, додека сме биле на земјата, сме ги користиле за Божиото царство. Од тоа зависи. Еве, од каде знам. Ако го слушаме Исус во Матеј 6 глава, кога зборуваше како треба да се однесуваме кон богатството, тој вели: не собирајте богатство на земјата, туку собирајте си богатство на небото, каде што ниту молец ги јаде, ниту рѓа ги уништува, и каде што крадците не го подкопуваат и не го крадат. Самиот Исус учеше дека ние треба да собираме богатство на небото. Добро де, ама како се собира тоа богатство? На кој начин можам да соберам повеќе богатство на небото, додека сум на земјата? Не знам дали се сеќавате, во една прилика кај Исус дојде еден богат младич. И тој сакаше да влезе во Царството Небесно. И праша, што треба да правам? Исус му рече: ги знаеш заповедите, не кради, не лажи, не убивај. И младичот рече: јас ето тоа уште од млад го пазам. Исус рече: добро, еве тогаш што треба да направиш. Продај се што имаш, раздај го на сиромаси и тргни по мене и следи ме. И му додаде уште една реченица. Рече: и на тој начин ќе имаш богатство на небото. Кога Исус му рече да продаде се што има и да го раздаде на сиромаси, Исус му рече: со тоа ќе си стекнеш богатство на небото. Значи, ете како се стекнува богатство на небото. Она што го имаме, треба да го користиме за да помагаме на другите. И секогаш кога ние со нашите пари инвестираме на земјата во Божјото царство, ние всушност стекнуваме богатство на небото. Тоа не мора да значи дека треба целото богатство да го дадеме на сиромаси, но кога ние со нашите пари служиме на Бога, кога со нашите пари помагаме на другите, кога со нашите пари помагаме за Божјото царство, ние со тоа си напластуваме богатство на небото. Има една интересна приказка за некој богат, но скржав човек, кој што еден ден требало да замине од овој свет и да отиде на небото. Ангелот му кажал да се подготви, затоа што треба да замине, и овој човек, затоа што бил богат, решил да си подготви неколку куфери со пари. Си ги наполни куферите со многу пари, си ги земал со себе и тргнал по ангелот. Но кога стигнале пред небеските порти, таму бил запрашан што има во куферите. Тој рекол: па пари.
Ги зема сите мои пари, затоа што може би тука на небото ќе ми требаат. И ангелот му рекол, не, мора сето тоа да го оставиш, бидејќи овде на небото вредат само оние пари што на земјата сте ги дале за да помогнете на некого. Ништо друго не можеш да користиш. Човекот останал без динар. Сега, ако ние би требало да користиме такви пари на небото, колку пари би имале на располагање? Ако ти на небото треба да имаш фонд и единствени пари што на небото можеш да ги користиш, се само оние што на земјата си ги дал за да помогнеш на некого или да помогнеш Божјото царство, со колку пари би располагал на небото? Тоа е интересното прашање. Јас се надевам дека нема да бидеме со нула на контото, се надевам и верувам дека сите ние сме помагали и ќе помагаме, но ова е една поучна приказка која што ни помага да гледаме од една друга перспектива, да ја погледнеме небесната перспектива, дека навистина тоа небесно богатство постои, е реално и колку ние ќе имаме дел во тоа небесно богатство, зависи од тоа како се однесуваме со нашите пари додека сме на земјата. Работата е, или факт е дека често пати, дури и ние како христијани, многу повеќе со нашите пари размислуваме што да направиме за себе си, отколку за Божјото царство. Бог е способен да не благослови. Бог е способен да ни даде да имаме повеќе пари. Но Бог очекува исто така дел од тие пари да ги употребиме за да може Царството Божие да напредува на земјата. И затоа Бог поставил одредени принципи. Некои од начините на давање за кои што читаме во Библијата се преку доброволни прилози. Еве, кога минува кошчето, ние даваме пари за Бог и за Божјото царство. Некои од начините на кои што Библијата зборува за давањето исто така се десетоците. Библијата учи за десетокот и во Малахија особено читаме каде што се зборува за самиот десеток, Бог го обвинува Божиот народ, вели, вие крадете од мене. И тие го прашуваат, вели, како Боже можеме да крадеме од тебе? И Бог вели, па крадете од десетоците. Бидејќи тој дел што ми припаѓа на мене, вели, вие го задржувате. И бидејќи задржувате од десетоците, вие крадете од она што мене ми припаѓа. И гледаме дека тоа е исто така еден начин во кој што човекот може да задржи или пак да даде за Бог. И Бог го поставил како принцип како да го помагаме на тој начин Божјото дело. Давањето за Бог или давањето во Божјиот храм или во црквата е нешто кое што го гледаме постојано и тоа е начинот со кој што Бог уредил да ние го почитуваме Него. Па дури гледаме дека Исус, кога онаа вдовица, сиромашна вдовица, реши да даде само 2 лепти, но тоа беше се што имаше, тој ја пофали за тоа нешто. Тој не рече требаше да си ги задрже или да си ги употреби за себе си, туку ја пофали и рече, погледнете оваа жена, таа даде се што имаше, а вие давате само од вашиот вишок. Колку сме спремни со нашите пари да го помагаме Божјото дело и Божјото царство? И дали на тој начин му искажуваме навистина почит на Бог со тоа што решаваме да даваме? Постои еден вистинит пример за брачен пар од Албанија, кој што оделе редовно на црква и решиле да започнат свој бизнис. И тие одлучиле дека со тој бизнис сакаат да го помагаат и Божјото дело и сакаат редовно да даваат десеток за Бог во црквата. И затоа отишле кај пасторот и му рекле: ние сакаме да започнеме бизнис, дали можеш да се молиш за нас, да го благословиш нашиот бизнис, а кога нашиот бизнис ќе тргне, ние сакаме редовно да даваме десеток во црквата. И пасторот се молел за нив.
ги благословил, но после некое време овој брачен пар дошле кај него и рекле: пасторе, ние имаме проблем. И тој прашал: што е работата? И тие му рекле: ние не можеме да даваме десеток, иако ветивме. И тој ги прашал: што е причината? Имате ли проблем со бизнисот, не ли оди добро? Тие рекле: не, сосем обратно. Бизнисот ни тргна толку добро и толку многу напредува, што сега имаме многу голем приход, многу пари, и ни се чини дека сумата што треба да ја дадеме како десеток е премногу голема и не ни се дава. И пасторот збунет рекол: добро, што сакате сега да направам, да ви го проколнам ли сега бизнисот, па да добивате помалку, па за да ви е полесно да давате? И во секој случај човекот не го направил тоа нешто, нели? Но ова покажува, иако е вистината приказка, покажува дека понекогаш ние бараме Бог да не благослови во многу работи. Велиме: Господе, благослови ми ја платата, благослови ми ги примањата. Но кога Бог ке не благослови, тогаш сметаме дека тие пари си се само за нас. И ни е тогаш тешко да дадеме и со тоа да го испочитуваме Бог. Затоа овој пример ни покажа како ние се однесуваме многу пати спрема парите и дозволуваме парите да ни станат поважни отколку Божјото дело или Божјото царство. Сега, зошто е важно да со нашите пари или со нашето богатство ние му припаѓаме на Бога? Прво, затоа што и самиот Исус ни кажува дека она во кое што инвестираш, ти тоа го љубиш. Исус, сетете се што кажа: каде е вашето богатство, таму ќе биде и вашето срце. Ние често пати знаеме да кажеме: Господи, јас сакам моето срце да ти припаѓа на Тебе. Но Исус вели: ако сакаш твоето срце да ти припаѓа на мене, еден од начините е да инвестираш во Божјото царство. Бидејќи она во кое што ние инвестираме, ние тоа го љубиме. Таму каде што е нашето богатство, таму ќе оди и нашето срце, тоа ќе следи. И размислете малце, ќе сватите дека тоа е вистина. Ние го љубиме она во кое што вложуваме најмногу. Ако вложуваш во твоето дете секој ден и инвестираш во твоето дете, него го љубиш. Зошто? Затоа што инвестираш и вложуваш не само пари, вложуваш и време, вложуваш труд, цело време си со него и ти го љубиш твоето дете. Ако имаш автомобил и секој ден во тој автомобил вложуваш, си купуваш нешто да го направиш подобар, поубав, го одржуваш, ти си го љубиш твојот автомобил. Но ако инвестираш во Божјото царство, ти ќе почнеш повеќе да го љубиш Царството Божјо, да го љубиш Бог повеќе. Затоа важно е да знаеме дека со нашите пари ние му припаѓаме на Бог и да инвестираме во Божјото царство, бидејќи таму каде што е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. Понатаму Исус ни кажа една многу важна вистина. Зошто е важно со нашите пари да му припаѓаме на Бог? Бидејќи ако не му служиш на Бог, Исус вели ќе му служиш на мамон или ќе им служиш на парите. Или ти со парите ќе служиш на Бог, или пак тие ќе станат твојот Бог. Интересно е што овде Исус ни кажува дека ние сме создадени да служиме. И ти не можеш да избереш дали ќе служиш или нема да служиш. Ти можеш само да избереш на кого ќе служиш. Дали ќе служиш на Бог или ќе служиш на нешто друго. Ако ние не служиме на Бог со нашите пари, тогаш ќе станеме ние самите роб на парите. И тогаш парите ќе го заробат нашето срце. Парите ќе станат идолот на кој што ние ќе му служиме. Причината зошто денеска многу христијани им е тешко своите пари да ги дадат за Бог. И тие, иако имат многу пари, тие не се спремни и можеби кога ќе дојде моментот да дадат за Бог, тие секој стават само 10 денари, е затоа што тие научиле да се подпираат на парите. Нивната целосна доверба научиле да ја стават во парите. Тие се плашат, ако јас од моите пари издвојам нешто повеќе или поголема сума, ќе преживеам ли јас овој месец? Ќе имам ли доволно за мене? Дали ќе ми стигнат? Па што ако не ми стигнат? И чувствуваат веднаш несигурност. Тие научуваат да се подпираат целосно на парите, а не на Бог.
наместо да научат да му веруваат на Бог, дека тој може да направи повеќе со парите што ги дале, отколку со тие што ги задржале. Исто така е важно со нашите пари да му припаѓаме на Бог и да го почитуваме Бог, затоа што нашето давање носи слава на Бог и носи благодарност кај луѓето. Кога ние помагаме и кога даваме, Библијата кажува дека со тоа нешто се прославува Божјото име. И последно нешто, зошто е важно да научиме со нашите пари да му припаѓаме на Бог и да даваме за Бог, затоа што Библијата учи дека давањето е чин на обожавање. Не знам дали сте размислувале за тоа нешто. Кога ние ќе кажем ајде да го обожаваме Бог, ние најчесто размислуваме на тоа ајде да му пееме. И пеењето е чин на обожавање, но ние мислиме дека тоа е единствениот начин да го обожаваме Бог. Кога јас ќе дојдам пред Бог, ќе ги подигнам рацете, ќе му пеам на Него и јас го обожавам. Но ние исто така го обожаваме и со тоа што даваме за Него. Кога ти даваш за Бог, тоа е еден свет чин со кој што искажуваш, Господе, Тебе ти припаѓа се. Дури и моите пари, дури и мојот паричник, се што сум јас, Тебе ти припаѓа. И тоа треба да е за нас еден свет чин. Во Излез 23 глава 15 стих, кога требало еврејскиот народ, израелскиот народ да дојдат пред него во светилиштето, погледнете што Бог порачал, вели, никој да не истапува пред мене со празни раце. Бог барал од неговиот народ, кога ќе доваѓаат кај него, да не доваѓаат со празни раце. Зошто? Затоа што давањето за Бог исто така е чин на обожавање. Кога ние доваѓаме кај некоја личност што е важна, кај некоја личност која што е на видна позиција, ние обично сакаме да однесеме нешто пред таа личност, нели? Исто така, искажувањето почет го правиме со тоа што даваме на оној што го сметаме за важен, даваме нешто што и на нас ни е важно. Има еден пример за англиската кралица Мери, кој што во една прилика сакала во Шкотска да се прошета, ама без никој да знае дека е кралица, да биде релаксирана, и се облекла како обичен граѓанин. И додека шетала низ градот, заврнал дожд. И таа решила да затропа до најблиската куќа и да побара да ѝ дадат чадор. Отворила некоја жена, но не знаејќи дека станува збор за кралицата, таа и го дала најстариот и најоштетениот чадор, плашејќи се дека можеби нема да ја го врати. Кралицата не рекла ништо, само се заблагодарила и си заминала. Следниот ден на вратата на оваа жена затропал војник облечен во кралска униформа и го враќа чадорот и се заблагодарил во име на кралицата. Тога жената сватила на кого го позајмила чадорот. И таа рекла: леле, да знаев дека го давам на кралицата, ќе го дадев најубавиот чадор, а не на најлошиот. Ја сваќате поентата. Овој пример ни укажува дека кога ние знаеме дека некој, нели, е личност која што е вредна или ценета, не велиме: за таа личност ќе го дадам најубавото, најдоброто, нема да го дадам она најлошото. Па сепак дали така се однесуваме кон Бог? Често пати јас знам да кажам онака на шала, ако Господ Исус би дошол денеска на ручек кај тебе, што би му принел? Дали би му дал лепче со маргаринче, нели? Или би за него би порачал најубава храна, би го сготвил најубавото, би го принел најдоброто. И всушност Бог така изборува во Светото Писмо. Ако читаме за начинот на кој што треба да даваме за Бог, во Стариот Завет се зборува за правината. Вели, кога ќе ти роди нивата, првото нешто и најубавото нешто дај му го на Бог. Првото што ти се родило, што нивата ти го родило, му припаѓа на Бога. Исто така и најубавото. Кога требаше пред Бог да принесат и да донесат во храмот некако животно,
Бог вели, не ми донесувајте нешто што е хромо, што е сакато, што е болно. Донесете го она што е здраво, донесете го најубавото. На времето, сега веќе можеби не е така, но на времето традицијата кај нашиот народ беше, прашајте ги вашите баби и дедовци, кога доаѓа време за ручек, знаете ли дека не смеел никој да јаде се додека не седне најстариот член на семејството, главата на куќата, додека не седне, не се почнувало со ручек. И кога ќе седне тој, најнапред на него се принесува храна, му се става на него порција, и тоа обично најголемото парче месо, а потоа на сите останати и почнуваат да јадат. На тој начин се искажувала почит кон оној кој што е столбот на семејството, столбот на домот, оној кој што се грижи за целото семејство, му се искажува почит. И затоа кога ние доаѓаме пред Бог, еден од начините на кој што ние искажуваме почит кон Бог и како чин на обожавање е преку нашето давање. Нашето давање за Бог не смее да се претвори во бакшиш. Често пати кога корпичката минува, ние чувствуваме како треба да дадем, ај ќе се бркнам нешто ако имам ситно, чекай да имам што имам. Еве нешто, ајде ќе пуштам нека помине. И некако го чувствуваме како, знаете, како на келнерот кога му даваме бакшиш, кога треба да оставиме нешто, еве 10 денари оставам, ајде, треба да е среќен ако сум му дал 10 денари. Или го чувствуваме како милостиња, кога одиме во Скопје на семафорите и ни бара чичебе, дај некој динар нешто и ние викаме ајде ќе извадам нешто, ќе му дадам, готово да помине да се ослободам. Но давањето за Бог не смее да е ниту како давање бакшиш, ниту милостиња. Еве си му дал нешто за да го откачам. Или давај за Бог од срце, затоа што го почитуваш и го сакаш и тој е господарот на твојот живот и се што имаш е заради тоа што тој те благословил, или воопшто не давај. Ако сметаш дека ти си изнуден за да даваш, како што гледавме на видеото на почеток, овој што го мушка да ги извади парите, ако сметаш дека си натеран да даваш, дека си принуден, подобро не давај. Знаете, во Светото писмо на едно место апостол Павле вели, и кога давате, вели, немојте да давате со жал или принуда, туку давај од срце, зашто Бог, вели Павле, го љуби радосниот дарител. Овде Павле нагласува една вистина, дека кога ние даваме за Бог, тоа треба да е од срце. Треба да дадеш затоа што сметаш дека твојот Бог заслужува да му дадеш. Јас давам за Бог затоа што сметам дека мојот Бог е достоен да издвојам од оно што јас го имам за неговото царство. Мојот Бог заслужува и јас сакам на тој начин да му искажам дека јас го љубам, дека го ценам, дека го почитувам. Со тоа што јас давам, јас покажувам дека него му припаѓа се. И па дури моите пари му припаѓаат на него. Затоа Бог вели, или давај од срце, или мене не ми треба твоите пари, ако не е од срце. Ако не го даваш на начин со кој што искажуваш почит кон мене. Ако твоето давање е бакшиш или милостиња, тогаш подобро и не давај. Еве, тоа е начинот на кој што ние искажуваме почит кон Бог. Нашето давање треба да биде според она што Бог очекува, начинот на кој што даваме или зашто даваме е работи на кој што Бог му се угодни, и нашето давање треба да е чин на обожавање кон нашиот Бог. Со тоа што ние даваме, ние искажуваме дека тоа е Бог, него му припаѓа се. И давањето треба да е еден свет чин. Не треба е само да е една формалност. И може би до сега не сме размислувале така, но еве кога минува кошчето или кога треба да даваме, дали тоа ќе е десеток или прилог, колку пати или дали до сега сме се сетиле, може би да се молиме, да кажеме, Господе, еве тука сум, кажи ми колку треба да дадам. Дали треба да дадам повеќе, сакам моето давање да биде за да ти искажам почит, да ти искажам слава, или пак ние без да размислуваме, веќе сме одлучиле дека да, ќе дадам 10 денари и доволно е.
Слушав скоро од еден колега мој проповедник дека некој верник си имал секогаш во чепот два новчаника, два паричника си носил. Едниот паричник му бил секогаш полн со пари и тој си го користил со него да си пазарува, да си купува, нели го користил за себе. А другиот новчаник во него имал само 10 денари и тој го користил кога некој ќе му побара пари на заем или кој ќе му побара помош. И обично тој го вадел другиот новчаник само со 10 денари и велел: еве гледа, ја немам ништо, само 10 денари. Ако сакаш ќе ти ги дадам, толку имам во паричникот. Но проблемот било што овој човек новчаникот од 10 денари го носел кога ќе одел и на црква. И тој го користил само тој новчаник. Тој однапред имал одлучено дека само толку е спремен да даде и ништо повеќе. Тоа било неговата зацртана линија колку да дава во црквата за Бог. Затоа велам дека нашето давање за Бог не треба да се претвори во бакшиш или милостиња, туку треба да е чин на обожавање. Господе, ти си достоен и се што јас имам ти припаѓа на тебе. И сакам и со моите пари јас да ти служам на тебе и да го благословам твоето царство. Амин. Ајде да се исправиме.